Mnogo ветување, малку радување, вриево стечајните здруженија откако стечајниот закон најголемиот дел од нив ги остави повторно на улица. За мене ми корски не мајно таму подирали како куваше, како коњу, а сега нема ништо. 31 година старши јас. Не може тоа така да биде. Не може, може точно е. Ден, малку сте плати. Плата многу зимаше. Колку не земате? Пет плати. Според стечајците, она што сега нив ги дели од парите за екзистенција како проблем, тие го посочиле уште пред донесувањето на законот. Значи, они требаше не само да гледат за фирмите со државна и приватна собственост. Ние убаво и кажаме на министерката. Ние сакаме луѓето што се излезени од работа по собствена волја, не се сите по собствена волја. Ниеден газда нема да дозволе да рече јас ти давам отказ. Ти сам ти си напишеш отказ. Министерката да рече тие сите ги фане. Ниеден од тие не фаќа. Ова за дел од стечајците е втор голем шамар откако пред многу години при приватизацијата на фирмите тие биле изиграни из акциите. Зошто не се опфатат и тие луѓе, што е битно кој како е измачуван, туку само државните фирми кои биле некои си поголеми фирми кои биле паметни не дале пари за акции. А ние што сме дале пари за акции и ништо аир од акциите не сме видели, после тие државниот дел од акциите, како во нашиот случај од 30%, да деа го на арамии по дисконто од 20%, после тие арамии ни ги тража акциите на нас за 5% и сега се наоѓаме во никаква ситуација. Не следува ништо, донесуваат се закони, едноставно се донесуваат закони да се придобијат гласачи и нешто, тоа е тоа. Нема ништо. Решение нема ништо за нас. На списокот на оние кои ги исполнуваат условите ги нема имињата на најголемите борци за стечајните права, вклучително ниту името на лидерката Лилијана од Куманово. Ние почнаваме го, беше околу 100 души. После разбегаат се сите, останаме 30 души. И почнаваме да одеме за Скопје, за Куманово, тука се избирам на вие лоши времиња. Сите, а тие други никој не беа. Сега дојде ред која известија да добијат стечајците, сите се јавија, поштото се јавија, касно запишаа се, добија, а ние што беме најпрвите, изгубиме, ништо нема. И сега чекаме, муѓе пане лажат, дали ќе добиеме, дали не, тоа е. Малку надеж за стечајците се амандманите кои веќе се во собраниска процедура и кои би требало да ја исправат неправдата, но прашање е дали тоа ќе биде така. Измени допуна законот ќе бидат измените за фирмите кои се биле у државна собственост, кои се приватизирали и ги упаѓаат сите акционерски друштва. Тоа сега не беа само доминантни фирми. Сега се акционерски друштва и тие ги упаѓаат со предлог измени законот. Така да рачунаме дека и тај дел што не се офанати, ќе се офанат, така да ќе имаме поголем број на добиени решенија. Инаку во Штип барање за стечаен надоместок поднесоа над 600 работници. Позитивен одговор добиле одвај нешто, помалку од 200.